Дојдовме до првиот чекор – развој на потрошувачи. Кои се 4 сегменти на развој на потрошувачи и како се подредени? Почнуваме со 1. Откривање на потрошувачи. 2. Потврдување на потрошувачите. 3. Создавање на потрошувачи, па потоа 4. Градење на компанија. Што е клучната работа во делот на развој на потрошувачи, која разликува стартап компанијата од големите корпорации? Клучно е дека развојот на потрошувачите го прават самите основачи на компанијата. На времето, основачите си седеле во канцеларија, си вработувале директор на продажба, му кажувале каква е нивната визија и што продаваат и го праќале да најде потрошувачи. Но тој директор на продажба ја нема визијата, тој само го спроведува кажаното. А на потрошувачот не му е важна визијата на основачот. Тој сака да си реши проблем или да си задоволи потреба. Па така, ако директорот на продажба не успее да најде потрошувачи и тие му кажуваат дека не им е потребен нивниот продукт, основачот претпоставува дека продавачот е лош и тој е отпуштен. Циклусот почнува повторно и повторно ништо. Но кога ти, како основач, ќе зборуваш со потрошувачите, можеби ќе ти требаат 5, 10 или 100 потрошувачи. Главата ќе почне да ти чури затоа што можеби ќе сватиш дека твојата бизнис идеја и твојот бизнис модел не е соодветна. Сепак, за разлика од оној директор на продажба или посредник, тие имаш моќта да ја промениш стратегијата на компанијата. Можеш да истражуваш, да бараш одговори и решенија и да го менуваш продуктот, процесот или одредени функционалности. Можеш да прашаш, а што ако го направиме ова? Не. А ова? Пак не. А ако додадеме нешто? И одговорот е да, земи ги моите пари, тоа е одлично. Основачот може да вработува и да отпушта вработени, да троши време и пари, но најпосле само тој може да прави промени. Затоа целта е да излезе низ вратата и да бара одговори. Што се случува кога ќе излезете од вашата канцеларија? Пробајте да ги разберете потребите на вашите потрошувачи. Тоа е единствениот начин да ги тестирате вашите претпоставки. Размислете кои болки ги олеснувате со вашите потрошувачи и што добиваат тие од вашата понуда. Тоа не е само прашалник. Со оваа активност сакаме да добиеме мислење. Не само податоци, туку да ги видиме потрошувачите одблиску, да ги разбереме нивните навики и преференции. Доколку добиете одговори или информации кои се спротивни на вашите претпоставки, не се разочарувајте. Напротив, бидете среќни што во оваа рана фаза, кога немате инвестирано своји или туги средства, дознавате нешто кое можело и ќе може да ви заштеди многу пари во иднина. Не се плашете од промени. Најуспешните бизнис модели не се родени преку ноќ. Затоа, не се врзувате емотивно со вашата идеја. Бидете подготвени да се прилагодувате и да создавате нови претпоставки кои ќе ви помогнат да стигнете до вистинските одговори. Исто така, не застанувајте и не се откажувајте. Секоја нова информација, макар и негативна, може во себе да содржи можности за нови идеи и начини на решавање на одредени предизвици. Можеби на почетокот ќе мислите дека ваши потрошувачи се мажи од 25 до 35 години кои живеат во урбани средини. Но тие можеби нема да се заинтересирани за вашиот производ. Обидете се да дознаете зошто. Дали е нешто кое што може да се смени или потребна ви е друга група на целни потрошувачи. Можете да пуштите Google кампања за слични производи или за некоја функционалност која ќе ви даде јасен одговор. На овој начин можеби ќе дојдете до заклучокот дека ваша целна група се тинеџерите. Но не останувајте само на тоа. Пробајте да ја откриете суштината и да разговарате со овие лица. Побарајте да разберете зошто вашите првични претпоставки не функционирале. Најдете нова стратегија или поставете нови претпоставки. Важен сегмент во развојот на потрошувачите е создавање на минимален остварлив производ. Почнувајте со развој на најмали детали од производот кој може да ги тестирате. Не се концентрирајте на целиот производ.
Каде грешевме во минатото? Развивавме све од почеток до крај, па потоа тестиравме и ако не беше нешто добро, правевме нови верзии на производот. Непотребно трошење време и средства за стартапи. Наместо да трошите пари и време за да добиете нешто кое што можеби никој нема да го купи, нашата препорака е да изградите минимален демо производ и да го тестирате со потрошувачи, но не веднаш. Прво, дефинирајте ги вашите потрошувачи, а потоа најдете го вистинскиот момент и понудете го демото токму на овие дефинирани потрошувачи. Кога зборуваме за демо, мислиме на нешто кое што е многу едноставно, како на пример куса реклама или презентација за апликацијата која ја презентирате или некоја мала функционалност од еден голем производ. Односно, се она што бара минимален труд, а ви помага да соберете информации од потенцијалните потрошувачи. Често го добиваме коментарот дека Стив Џобс не ги прашал потрошувачите дали сакаат iPhone. Исто така Хенри Форд со сигурност не ги прашал како да изгради прв автомобил. Но доколку ги прашувал, веројатно тие му одговориле дека бараат побрз коњ, можеби на 6 нозе. Затоа постои начин и како да поставите точно прашање. Мора да ги поставите прашањата до клиентите на нивно ниво и да ги прашате како им поминал денот, кои се нивните навики. Но тоа нема да можете да го направите доколку удобно останете во вашите канцеларии. Ајде да видиме како не треба да направите едно интервју. Здраво, прво ти благодарам што се сложи да разговараме и да ти презентирам на што работиме. Имаме една апликација на која што работиме јас и мојот тим, сакаш да ти ја покажам? Да, секако. Еве оваа апликација за паркинг. Ти помага ако некаде одиш низ градов, не можеш да најдеш паркинг и така натаму. Ти помага да си најдеш паркинг место така што ќе го кликнеш местото тука, ќе видиш колку е раздалечено од тебе и како можеш да стигнеш до него. Се допаѓа? Да, многу добро изгледа. Навистина. Би платил за вакво нешто, не знам, 120 денари например? Не би знаел оваа фаза сега дали би платил, тоа зависи од многу фактори. Еве како треба. Здраво, фала што дојде да разговараме. Нема нешто. Сега сакам да те прашам, пази ја темата. Паркинг во Скопје. Што мислиш? Ужасно. Значи, од доцнење на состаноци, до казни, до пајак служба да го одзима автомобилот, значи, паркирањето во центар и во Карпош е ужас. Така. Немаме магично решение за паркингот, меѓутоа има други апликации што го олеснуваат возењето. Користиш некој од нив? Да, генерално користам Google Maps и некои други навигациони алатки, али генерално тие се за постојано возење. Да, за бесплатни апликации станува збор. Дали имаш апликација со предплата? Дали плаќаш за некои апликации, за било што? Па да, плаќам за Netflix, за HBO, значи за сите крото стриминг платформи, по нешто за клауд услуги, за меморија, генерално тие се. Има ли некое дигитално решение кое мислиш дека би ти помогнало и би ти го решило проблемот поврзан со паркингот во Скопје? Па некоја апликација што би можело да ми помогне да алоцирам слободно паркинг место и тоа истото да ако можам да го платам по можност би било идеално решение, зашто многу ќе ми го скрати времето за од автомобил до состанок или за било што работа што сакам да ја завршам. Ние веќе работиме на нешто такво и кога ќе биде развиена апликацијата или барем демо верзијата ќе те побарам да ја тестираш, може? Никаков проблем, би ми било чест да ја пробам и да бидам меѓу првите што ќе имаат опција да ја пробаат и да видат како функционира истата. И би платил за таква нешто? Секако не, секое добро решение мора да чини нешто. Да, колку вака од прилика? Па, еве да речеме дека некој 5 до преку сила 10 евра би бил расположен да го платам доколку е таа интуитивно за користење и ми ги решава проблемите. Фала, се гледаме. Фала и на тебе. Ова е вистинскиот начин. Треба да ги разберете потребите на вашите потенцијални клиенти. Најдобро е на првите разговори да не ја дадете веднаш идејата за вашиот производ и да не го тестирате производот. Најважно е, пред се, да дознаете кои се тие, какви се нивните потреби и што тие сакаат, како и дали се вклопуваат во тоа што вие го нудите.
Потоа, вратете се во канцеларија или во вашите детски соби и повторно подобрете ги вашите претпоставки испишани во 9 полиња на бизнис моделот. Следната фаза, по интервјуата од овој тип, е развој на некој минимален производ. Во овој дел излегувате и продавате. Подгответе се со стратегија за продажба и знаете точно кому ќе му продадете. Видете каде сте позиционирани на пазарот и прашете ги потрошувачите што е тоа што нив ги интересира за производот. Например, од интеракцијата можеби ќе ви кажат дека првите 5 работи, функционалности кои ги кажавте, не им се важни, но 6-та, тоа е тоа што ќе ги продаде. Овие информации ќе ви помогнат подобро да го развиете и да се позиционирате на пазарот. Последната фаза од овој процес е да потврдите и да повторите. Можеби за еден купувач овие работи ќе бидат релевантни, но за да имате одржлив производ, треба да имате соодветен број на купувачи. Некогаш средба со ваш потенцијален конкурент може да ви отвори нови видици и да ве поттикне да размислувате надвор од кутијата. Основната цел на оваа активност е да потврдите дека вашиот производ има доволен голем пазар, да направите големи продажби, а да ги минимизирате трошоците кои се поврзани со нив. Дополнително, ќе дознаете која е точната цена која вашите купувачи се спремни да ја платат за вашите производи. Како изгледа тоа во IT светот? Им продавате на клиенти така наречени рани птици или early birds, кои сакаат да го купат производот пред истиот да биде финален. Собирате малку пари, добивате фидбек од нив и го подобрувате производот пред да одите во фаза на продажба. Една од работите кој треба да се запрашате е колкава е оваа можност, односно колкав е потенцијалниот пазар, а колкав е реалниот пазар кој може да го остварите. Сакате да видите која е потребата на потрошувачот и пазарот. Потоа сакате да видите која е големината на пазарот. Дали се работи за илјадници, милиони луѓе, можеби милиарди или пак се само десетина. Она што е важно да го извлечете од овој час е начинот на размислување. Кога сте стартап, вие не извршувате бизнис план, туку барате вистински бизнис модел. Правејќи го бизнис моделот, вие правите предпоставки и единствен начин да ги потврдите е да излезете низ вратата од вашата канцеларија или соба и да барате одговори.